Стефан, по милоста Божја архиепископ Охридски и Македонски, заедно со Светиот архиерејски синод, до свештенослужителите, монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, а по повод великденските празнувања испраќа мир и благослов од Бога, поздравувајќи го со величествениот поздрав Христос воскресе! Денес е радост и духовна веселба за целиот свет. Денес хорот на ангелските чинови се радува и се весели заради спасението на луѓето. Возлюбени празниколюбци, пред изгревот на незаодливата светлина на воскреснатиот Господ, немоќна е длабоката духовна темнина што го покрива современиот свет. Таа воскресенска светлина го осветлува и осмислува нашето секојдневие, разбрането од многуте искушенија. Со болскотот на Христовото воскресение се озари сета вселена и се исполни со небесна светлина, која растерува темнината на заблудата и незнаењето, а на човекот му дава можност да го познае и возлюби својот Создател. Светлината што изгреа од животворниот Христов гроб е спасоносната Божја благодат и затоа во денот на воскресението нема делови од светот што не се озарени од светлина, туку се без исклучок е исполнето со духовната светлина на Христовото воскресение. Нашата вера е вера во воскресението и нашата црква е црква на воскресението. Но не само поради тоа што свечено го прославува Великден како празник, туку затоа што во неа пребива несоздадената светлина на воскреснатиот Богочовек. Човештвото пред Христа живееше во неизвестност, бидејќи беше прободено и поробено од смртната темнина. Победата над смртта ја донесе воплотениот Син Божи. Тој ја умртви самата смрт на крстот и преку своето воскресение му подари бесмртен и блажен живот на целиот човечки род. Он не само што ја уништи смртта, туку ни го покаже и патот како да го здобиеме вистинскиот живот. Господ Исус Христос, кој со воплотувањето, страдањето и со воскресението ги соедини небесата и земјата, ни укажа дека тој пат не можеме да го изодиме исполнети со нељубов, омраза и неслога, туку само со вера во воскресението, која вера треба да биде потврдена и преку нашата искрена меѓусебна љубов. Возлюбени во Христа воскреснатиот. Веќе 20 века го прославуваме Великден и ја празнуваме победата на животот на смртта. Но дали празнувањето е соодветно на нашите постапки и дали ние со своите дела покажуваме дека сме го одбрале животот и дека живееме богоугодно? Вечниот живот е во познанието на вистинскиот Бог, во живењето според законите Божји, зашто суштината на се е да се боиме од Бога и да ги исполнуваме Неговите заповеди. До такво богопознание не може да се дојде без претходно себе познание, кое што е една од најголемите добродетели. И затоа да погледнеме подлабоко во своето срце и да се потрудиме да го очистиме од секоја трага на себељубие, кое што упорно се обидува да не врати под власта на гревот и смртта. Човекот
секогаш кога се обидува да живее независно од Бога, се соочува со безизлез, зашто со себелюбиви средства и напори не е можна победа на смртта. Сега пак, озарени со светлината на воскресението, пред нас се отвара патот кон заедништво со Бога и со целото Негово создание. Но, за да постигнеме единство со Бога, неопходно е да вложиме напор за зацврстување и унапредување на нашето меѓусебно единство. Колку е убаво кога браќата живеат сложно, истагнал уште од давнина царот Давид. Разединети и отуѓени, го затвараме нашето срце за Божјата љубов и се оддалечуваме и меѓусебно и од Бога. И не можеме вистински да го љубиме Бога ако го мразиме својот брат. Само љубовта и делата може да бидат потврда на нашата вера, бидејќи верата, ако нема дела, сама по себе е мртва. Сите денешни неволји, маки и проблеми во животот, за нас како поединци, како семејства и во општеството во кое живееме, па и во целиот свет настапнуваат како лицемерно, се однесуваме и не дозволуваме нашите срца да царува љубовта на воскреснатиот Христос. А каде е излезот? Излезот е во одрекување од зломислието и себичните намери во однос на ближниот. Доколку зависи од нас, треба да ги послушаме зборовите на светиот апостол Павле, кој вели: доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе, односно врз нашата љубов кон другите се темелат сите Божји заповеди, поучува еден пустиножител. Затоа, само со искрено човеколюбие ќе можеме да градиме вистински пат кон единство, пат кој сигурно и безбедно ќе не одведе во радоста на вечниот живот. Впрочем, љубовта кон другиот е сведоштво дека сме Христови и тоа е најголемиот дар од Бога. Возлюбени чеда во Господа, современиот свет е надвладеан од себелюбието, од туѓеноста и оддалеченоста, што силно влие врз сите аспекти на човековото живење. Затоа е потребно да застанеме цврсто во одбрана на нашето вековно христијанско предание, оставено како аманет од нашите предци. Не смееме да дозволиме денес, во време на слобода и културен и научен напредок, другите вредности да го подкопаат она што нашите постари во робство и немаштија со векови го негували и зачувувале. Тие вредности пак извираат од новиот живот што ни го подари воскреснатиот Господ. Љубовта кон која сме повикани да се стремиме е незамислива без подготвеноста на жртва за ближниот. Без жртва и себе одрекувања не постои ниту боголюбие, ниту човеколюбие. И да не ги бараме само своите права, туку најнапред да ја бараме Божјата правда и тоа преку грижата на ближните. Во православното предание Великден се нарекува и крсто-воскресен празник, зашто без крст нема воскресение, а нашиот крст е токму тој подвиг преку кој ја здобиваме љубовта. Крстот не учи на доброволна жртва заради љубовта кон Бога и кон ближниот. И секој христијанин, живејќи во црквата и учествувајќи во светите тајни и во подвигот на љубовта, ја надминува смртта,
И уште од сега, уште овде почнува да го живее воскресението. Еве и Свети Ѓорѓи Кратовски, маченикот од нашиот род, кој пострада во почетокот на 16 век, токму пред 500 години, бранејќи ја вистината на крстот и воскресението, е потврда за вечните вредности на жртвата и љубовта кон Бога. И во име на таа богодарувана вистина, пред 70 години во Скопје, учесниците на првиот црковно-народен собор, како представници на свештенството и верниот народ, побараа да воскресне и да продолжи да живее древната Охридска архиепископија како Македонска православна црква. И со Божја помош, еве, така и би. Возлюбени чеда на мајката Македонска православна црква, радосната вест за Христовото воскресение влева силна надеж, што ме победен најголемиот непријател смртта, тогаш може да бидат надминати сите меѓусебни судири и недоразбирања. Воскреснатиот Господ постојано укрепува и подигнува, а особено кога ќе се појават тешки и пресудни предизвици. Оттаму животот добива смисла само преку делата на љубовта и верата во воскресението. А тоа е постојана радост, која не може да ја поматат никакви неволји и животни проблеми. Конечно, ако веруваме дека Исус умре и воскресна, тогаш оние кои веруваат во Него, Бог ќе ги чува и ќе ги приведе кон Него, вели апостолот Павле. Честитајки ви го празникот над празниците и вам во Република Македонија и на македонците раселени по светот, молитвено посакуваме сите да се удостоиме да живееме во радоста на воскреснатиот Господ и секојдневно во нашиот живот да преминуваме од грев кон добродетел, од безизлез во надеж, од смрт во живот. Христос воскресе! Архиепископ Охридски и Македонски Стефан, заедно со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Петар, митрополит Преспанско-Пелагониски и администратор Австралиско-Новозеландски, Тимотеј, митрополит Дебарско-Кичевски, Наум, митрополит Струмички, Агатангел, митрополит Повардарски, Методи, митрополит Американско-Канадски, Пимен, митрополит Европски, Иларион, митрополит Брегалнички, Јосиф, митрополит Тетовско-Гостиварски, Јосиф, митрополит Кумановско-Осоговски, Гораст, поранешен митрополит Европски и Климент, епископ Хераклејски, на Велик ден, Воскресение Христово, 2015 година. Христос воскресе!